Успехот на албумот Као Какао на Леби Сол од 1987 самиот ја наметна потребата повторно да се реиздаде. Меѓутоа овој пат Кроација Рекордс како најголемата дискографска куќа во регионот отиде и чекор подалеку и го направи баш Саглам како што треба. Овој пат Као Какао е работен во Abbey Road студио, во Hall Speed технологија, споро режење за да се слушнат сите звуци што треба да бидат слушнати. Prije par godina sam radio taj serijal od 20 epizoda Muzička industrija, koji je nekako bio podijeljen tematski. Festivali, novi talas, muzika, moda, bile tu tema koje zapravo nikada nisu, čini mi se, ni obrađene, kao što su recimo omoti nosača zvuka. I onda mi je samo na pamet pala ideja, rekao, pa na prostoru bivše Jugoslavije bilo je toliko puno dobrih albuma, jako dobrih albuma, pa mogao bi da nastavim taj serijal Muzička industrija, ali da budu to priče o albumima koji su nastali do raspada bivše države. Kao Kakao zato što je to zapravo jedan od najkomercijalnijih albuma grupe Lebi Sol. 9 pjesama, 4 hita 100%. Zato što je drugačiji od albuma koji su bili prije toga i od albuma koji su rađeni nakon toga. I baš zaista mi je drago što i ovaj serijal kreće od Makedonije, od Skoplja i od grupe Lebi Sol. Ова издание е луксузно уште по една работа. Се наоѓа два прекрасни есеја. Едниот го напиша Домагој Бешлич, уредник на актуелното издание, а едниот е дело на музичкиот археолог Синиша Шкарица, уредник уште од она време. Он дава една голема обсервација не само на Као Какао, него и на Леби Сол и тогаш, а и што значеше подосна во годините. Интересно е дека овдека има едни факсимили на телеграми и кореспонденција меѓу Југотон и македонската телевизија, тогаш ТВ Скопје, каде што Југотон се обраќа на ТВ Скопје и бара по одредена договорена сума пари да се резервира студиото М2, кое е само по себе легендарно и многу сум среќен што овдека снимаме ова, да се резервира заради потребите на снимањето на новиот албум на Леби Сол Као Какао. Prava je sreća zapravo što ovaj studio još uvijek postoji, što je, ajde da kažem, i netaknut negdje da se dočara i taj ambijent u kome je stvaran taj album. Malo je zapravo na prostoru bivše Jugoslavije, malo je studija koji su opstali, ja bi zaista bio jako srećan da i ovaj studio profunkcioniše, da ljudi dalje stvaraju, da rade, jer zapravo čini mi se da negdje ima potencijala za to. Posebno u Makedoniji koja je sva onako muzikalna. На омотот е едно прекрасно дело на Гоген, луѓето кои јадат какао. Сликата е фотографирана од Федор Џамоња, син на големиот Душан Џамоња, а самиот омот го работеше големиот уметник Иван Пико Станчиć. Песните останаа, песните се белег на едно време. Време во кое почнуваше се да се мати, така вика и Владко во песната, све е мутно као какао, све е као. Леби Сол во тоа време беа бенд кој се наоѓаше на крстопат. Претходно има албум Звучни зид, кој беше инструментален и кој беше нивната музика за телевизија, театар и филм. И навистина беше неизвестно по кој пат ќе продолжат понатаму. Како кликна тоа да се направи еден тотално вокален албум од еден джез-рок, главно инструментален состав, не знам меѓутоа дека беше полн погодок. Средината на 80-тите години беше доста кризен период за тој бенд. Немавме многу концерти, немавме многу работа, нити па имавме визија, некаква чиста визија што треба понатаму да се прави. И 85-та година го објавивме албумот Звучни зид,
кој беше компилација од разни музики правени за филм, за театар и за телевизија. И малку си дававме време со тој албум да видиме каде, у кој правец да се движиме. И стварно беше нејасно дал да си иде со кај да одиме стилски, во кој правец да отидеме. Веќе доста направивме на полето на обработки на народни песни, имавме успешни хитови и поп numeri, хитови као Таласна дужина, Нисам твој. И сега беше прашање дали да отидеме у некаква езотерија, тамо да идеме у фьюжн, джез, рок или да направиме некои поп прифатливи поп рок numeri. И тоа се беше така постојано, идеите се превртува од вамо тамо. Се додека не почнавме проби и не почнавме да истовараме идеи што тоа може да се прави. Средината на 80-те години имаше многу музика, многу настани се случува и мислам дека тие 80-ти години некако свеста на човештво почна некако да расте. Некако почнува луѓето оптимизам и имаше, иако се случува страшни несреќи. Чернобил беше 85 или 6, секаде вриеше, но генерално чувството на луѓето беа многу креативни и во музиката многу работи се случува. Сето тоа влијаше на нас, мислам, за музиката. 86-7 година, тоа беше времето кога се снимаше и се издаваше тој албум, беа најдобри години во земјата во која живеевме, која делевме со другите републики. После тоа односите во Леписол беа многу добри, сите бевме весели, хај, млади, полни со енергија. И неминуелно беше да излезе еден таков албум кој е доста квалитетен, нема тука збор, меѓутоа од друга страна еден од него најкомерцијалниот албум на Леписол. Овој албум беше да се биде или да не се биде. Затоа што после служењето воен рок, сите во исто време отидовме, и Бодан, и Владко, и јас. Тоа беше 83-та година, која беше Олимпијадата у Сараево, зимската. Југословенската народна армија беше подигната на повисоко ниво, затоа што таков меѓународен настан се случува. После тој период дојде албумот Тангента, кој што пројде некако незабележено и не беше тоа што допред тоа Леписол. Најверојатно тоа е период од една година раздвоени, некомуницирање. Требаше време да се вратиме. За среќа работевме театарски представи, филмска музика за Слободен Унгорски, за Рајко Грлиш, за Зоран Амар од Белград, неколку филмови. И тука почна да ни се враќа довербата. Баш тогаш ја дојдов, да ви кажам, пошто бев пред тоа со Бело Дугме на турнеја. И многу интересно се случи тоа брзо. Владко рече имам фантастични ствари. Ја бев воодушевен, пошто пак се враќам во групата, сето тоа спонтано искача. И имав невиден набој од енергија. Викам се, ова мора нешто да биде добро. Се обзирам дека овај се прави еден добар, јак комерцијален албум. И онда ќе се тоа го прифатив и рече да направиме нешто супер. Јас се познавав и со Владко, и со Бодан, и со Каро, нормално од претходно. Владко едноставно ми се јави и ми кажа дека спремаат нов албум. Би сакал да пробаме да им се придружам на една проба и да видиме дали би можело тоа да функционира. Он би сакал да додаде клавиатурист за новиот албум и понатаму за новите концерти и турнеи што требаше да следат. И така се случи тоа. Јас отидов на една проба, мислам дека во МКЦ пробавме тоаш. И така едноставно тоа кликна, одма немаше никаков проблем. Отсвиревме неколку тие нови теми што веќе ги спрема за снимање. И ништо ме прифатија како редовен член во бендот. Кирил Џајковски го пратев уште од неговата група Бастион. Меѓутоа, пресудно да го викнем у бенд, знаете ли што беше? Се сретнавме на концерт на Майлс Дейвис у Београд у Сава центар.
Ја бев у еден блок, он беше у друг блок. Вика, мој дечко чим дошол на Майлс Девис, он е печен. А знаев дека свири киборд, дека е склон кон електроника, добро ги разбираше клавиатурите, добро свиреше, имаше креативни идеи, многу вредни. За мене пресудно беше кога го видов на Майлс Девис у Београд. Владко беше во Штип, војска. Таму свиревме можда неколку пати, нели, добро млади. И после чув од други луѓе дека сака да ме викне, нели, да снимаме. А ја бев војска практички у тај период, 85-86 и кога иде од војска таму летото, при крај на летото, веќе бевме во контакт. Гоце Мицанов го пратев уште кога ја бев во војска во Штип. Поминав година дена од својот живот во Штип. И стално го гледав со саксофонот како оди од музичкото школа до дома и напред и назад со саксофон. И сватив дека е фанатик на некој начин, во најдобар смисол на зборот, и дека е феноменален саксофонист. И си викам, ајде ако го збогатуваме звукот да направиме нешто стварно богато и нешто стварно големо. Албумот почна да се снима таму некаде пред зима или овде, нели. Брасо беше снимател. Снимавме навечер, обично од 9, таму 8, 9, 10, па до дајле човеке, до Сабајле. Полека почнавме контурите да ги фаќаме во ова студио М2 овде. Добивме 200 часови со молба на тогашен Југотон. Добивме 200 часови ноќни термини. И во 11 навечер влегувавме во студио. И првите денови не беа успешни. Знам дека првите 5-6 дена лутавме, го баравме звукот, не бевме баш нешто фокусирани, нити добро сконцентрирани, нити па знаевме точно што правиме. Се додека после недела дена лутање, барање на звукот, барање на темпата, барање на аранжманите, после 5-6 дена почна да излегува некој звук кој е возбудлив. Затоа што ние стално очекувавме звукот нас да не изненади. Значи да ни се случи некаква хемија која ќе не дополнително ќе не мотивира и инспирира. И кога почна да звучи материјалот, кога наместивме звукот на тапаните, бубњевите, кога почна да излегува некој грув кој наликува на светска продукција, тогаш веќе почнавме да се закачивме на закачалката, како да кажам, и после тоа беше се полесно. Ние сме познати по тоа дека Леби Со во живо е наутентичен, оригинален, така да сето тоа што се случуваше во студиото беше можда по едно, да не претерам, 7-8 пати снимена на иста песна, на која избрахме која е најубавата. Комуникацијата воопшто внатре во бендот со сите членови, нормално со Владко како движечка сила на целиот материјал, беше многу отворена, многу органска, мислам, многу лесна соработка. И немаше тука нити па некаков притисок, нити па имаше некакви однапред зададени идеи или аранжмани или нешто, него некако беше тоа групен напор да се увежба еден и да се изфилтрира еден нов материјал. Аранжманите ги правихме заедно, кој како ќе ја доживее таа стара, ама тогаш бевме 4 духа, едно тело. Значи тоа можеше така да се споиме, коцките се спои, енергијата се спои. Веќе после 15 дена бевме свесни дека правиме нешто големо, дека правиме нешто добро, што до тогаш не беше баш чуено во тогашната југословенска поп и рок музика. Работевме онака посветено, сериозно и да речем професионално, колку што може. Сите веќе бевме искусни. 86-та година веќе славеше
Лебисол 10 години постоење. Значи веќе 10 години настапување, проведена Америка, многу концерти, веќе почнавме и надвор да излегуваме. Имавме и само доверба некоја. Секој албум е една мини магистерска теза. Секој албум е едно мини проаѓање низ сите можни драми кои ги носи една таква продукција. Тоа значи, еден ден ти е супер, вториот ден ништо нема врска, третиот ден е малце подобро, четвртиот е фантастично, петтиот ден е више даун. И така да има тука, треба да се издржи на људско ниво. Знаеш, креативност за креативност, ама треба да се издржат, нервите треба да ни издржат на сите, ноќни термини, месец дена, ние добивме студиски тен, бледо зеленкаст. Знам да си ти, без срца и savesti. Fam fatal, to vide svi, lud sam i lako me zavesti. Албумот е феноменален сам по себе. Пред се тоа е колекција на 9 извонредни песни. Владко Стефановски прв пат се појавува како голем текстописец на албумот. Неговиот брат Горан подпишува 2 текста, Аутопут и легендарната Скопје, а Арсен Дедич волшебната балада Фам фатал. Тогаш почнавме Леписол почна да снима албуми исклучиво со вокални песни. Луѓето сакаат да чујат текст, да им иде по јасно за што се работи дека свириме. И текстовите во главном се поклопуваат со музиката, тоа е рок н рол албум тој стави. А не е како она што се деклариравме на почетокот джез рок, рок джез. Па на моменти дури звучавме као симфорок бенд. Ова беше класичен рок бенд кој ете така се покажа дека таа рок музика многу убаво ги отвора вратите и луѓето уште сакаат да ја слушаат таа музика. Така да ако приметувате на тој албум нема ни една македонска фолклорна песна обработена. Малку има едни гајди кои личат нешто, меѓутоа тоа се ирски гајди, али интересно е сепак звукот го има таму. Се повеќе се вртевме на кај тој, да речеме, популарна музика, нешто што луѓето ќе ги заинтересира и таков период беше. Владко ненадејно доби некаква си инспирација голема, се заљуби и почна емоциите да ги пласира, да се едноставно излага од него. Бев во доста подигната емоционална состојба со оглед на тоа дека имав нова девојка за озбилно што се вика, Гордана, која подосна ми стана сопруга, за жал веќе не е меѓу нас. Ја бев заљубен и се ми одеше лесно. Бев на тој облак на влюбеност се возев и се ми одеше лесно. Текстовите ми излегува од ракав. Да не зборам за свирењето, свирев по цел ден. Маца и го зафркававме, демек, ама добро му одеше. Ете, текстовите му беа дури добро, он ги носеше кај Горан да ги провери. Горан онака го пофалуваше одлично, му даваше потик, терај даје, понатака терај. Ја усвари го малтретирав Горан, Бог да го прости. Ја го малтретирав кога имав нов албум, ја идев кај него и го силував да пишеме текстови. Ова не беше сега, ова беше стварно и он беше свесен дека работиме нешто добро, знаеше дека сме во процес на производство. Скопје има микроклима, изго лето, кочан зима, градски циди, голи брда, сино небо, земја тврда. Тука се наоѓа и легендарната Скопје. Во многу ексиу, книги,
стои дека прв пат Лебисол тука запеа на македонски, што е грешка. Лебисол има утринска тема уште на првиот албум каде што пеат на македонски, меѓутоа и тогаш македонскиот јазик го вратија на големи порти во регионот. И целиот регион ја пееше Скопје на македонски и прашуваа луѓето што е Кочан зима, што е изгор лето, на што мислеше Владко која викаше Скопје прави падни стани и сите наздравуваа со ајде на здравие Скопје. Скопје има славни мала, дедар мала nije šala. Скопје јава брзо конче. Добре момче, Македонче. Драго ми е што еве на нашиот град му оставивме една таква песна која го опишува Скопје од 80-тите години прилично прецизно. Сега Скопје е друг град со многу луѓе, со многу хиперурбанизиран. Веќе не е тоа Скопје што го памтиме ние од 80-ти. Ама што да правиме, не можеме да го стопираме ние развојот на цивилизацијата. Мате Вардар брзо тече, тајни носи време влече. Скопје прави падни стани, има 9 лути рани. Благодарејќи на уредникот Димитар Масевски, морам да го спомнам, кој многу не сакаше како бенд и мене многу ме сакаше лично и беше многу како да кажам, точно знаеше што треба да се направи за да се освојат сите награди наоколу низ југословенските фестивали. Беше имаше многу добар вкус и многу добро чувство како да се стигне до целта. И него сум му, за жал и тој не е веќе меѓу нас, многу му бев благодарен за сите работи што ги направи. Спотот Скопје продукцијски е негово дело, се разбира креативниот големиот режисерски маг Столе Попов го имаше креативниот потез тука. Ама Масевски беше тој багер што ги завршуваше работите. Овдека ни беше многу драго за работа, затоа што се разбиравме и со директорите и со стафот на екипата околу што работи тука и на одржување на, па дури и со чуварите бевме на поздрав. Без тие дај лична карта и така накато, без некои контроли специјални. А ние практично тука и живеевме по цели ноќи. И сабајлето доаѓа, редовната програма си продолжуваше. И од друга страна, другиот дел од куќава, Македонска телевизија, што се однесува до видеопродукцијата, односно телевизијата, значи беа спремни да одговорат на секакво креативно движење во држава и да го фатат и да го заовековечат. Македонска телевизија во својата архива чува еден навистина бисер. Тоа е шоуто кое е направено за албумот Као Какао, кој го аранжираше Унковски заедно со плејада македонски актери. Тука е Лебисол, направени се ТВ спотови за сите, мислам, песни, од кои посебно остана впечатлив спотот за Чувам ноќ од будних, каде на големата сцена на Македонскиот народен театар беа наредени кревети по урнек на една компилација на Pink Floyd, само тие беа на плажа, и каде што Владко пејќи песната се превртуваше и викаше на десној страни ноќас немате. И многу ми е драго што тоа не може да се најде на YouTube, затоа што не е се за YouTube, нешто е ексклузивно и нешто на вистина македонска телевизија треба љубоморно да го чува, ама од време на време и со најава да не го пушта, затоа што тие ремек дела немаат рок на трајање. Čuvam noć budni, ja sam samo jedan od sinova bludni. Pravih se reči uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam. Снимањето видеа не ми е мене многу омилена дисциплина, затоа што ништо не е во моја контрола. Камермани, осветлители, шминкери, гардеробери, тоа е нешто што мене лично ме
како да кажам, не ме радува многу. Ја поише сакам да снимам во студио музика и да снимам или да свирам во живо. Тоа се работите кои ми се драги. Ама сепак, знаејќи дека за да еден албум или еден проект да успее како што треба, мораш да се посветиш и на таа видеопродукција, која тогаш беше многу модерна и актуелна. Кога ќе направиме нешто што е интересно, тоа се нафаќаше македонската телевизија. И тие го снимија еден пон-пансион, благодарејќи на Димитар Масевски, кој беше главен одговорен уредник на видеото, продукцијата, на телевизијата, и тој има многу паметни потези направено. Bread and salt. Гаро, Владко, Бодан, Годзе, Кике. Таа последната што беше пон-пансион, што е врзана за албумот Као Какао, тоа го изработи он заедно со Унковски као режисер, и тоа исто доста допринесе. Исто пак добија оние награди, Масевски беше махер за добиење награди. И во Неум, така нешто. И таа, можеби таа емисија доста допринесе, имаше убаво квалитетни направени спотови кои може да се емитуваат секаде. И така да беше мобилизирана голема екипа и многу луѓе сакаа да работат покрај тоа што е музиката готова, сакаа да работат и во надградбата. Ја устаjem kasno и све ми е јасно да е напаѓу зима и хладно е свима. Преспавати јутро, преспавати век, како ли е тек. Јас сум многу критичен кон својот вокал, ја не се сметам себе си за пејач. И тоа постојано го зборам на сите, за да ми простат евентуални фалшови, евентуални артикулации, гестикулации, да ми простат интонации и така натаму. Јас сум гитарист и кантавтор кој себе си дава за право да пее. Интересно и со пеењето, се подобро почна да се снаоѓа, пред таму беше проблем. И така се тешевме да ме кај Джими Хендрикс која може да пее, можеш и ти, зашто да не. Често пати не сум задоволен од својот глас како фарба, како боја. На некои луѓе им се допаѓа многу. На некои продуценти им се допаѓа многу. Мене не ми се допаѓа многу. И за да го добијам тој саунд што јас сакам да го чујам, ја користам разни микрофони, компресори, процесори, за да малце го извртам звукот на тој вокал. Се сеќавам дека Брацо местеше пред мене 5 микрофони различни, Нойман, Шур, не знам, Зенхайзер, 5 различни микрофони. И ја пеам на сите 5. И после ги преслушаваме да видиме кој ми звучи најдобро. Некој пат Шурот звучи најевтиниот, звучи најдобро. Некој пат се разбира најскапиот, Нойманот звучи подобро. Знам дека тоа го правев и плюс се дерев низ студио као нездрав, вртев кругови, се дерев за да го пукнам гласот. Да ми промукне гласот за саундот што ти излезе да биде по Род Стюардовски, да кажем. И такви. Сме правиле разни глупости со цел производот да биде како што треба. Што се однесува до пење, многу срамежлив. Не знам зошто. Многу го пеам, сам кога ќе се отпуштам, али кога сум званично пејач, некако сум срамежлив и се прифатив да ја пеам. Од тој таа требаше биде некоја рок верзија, баш е рокерска таа песна. Ама мислам дека не го доловив оној шмекерскиот фазон на рокот што треба да се испее така. Така да таа турнеја ја свиревме таа песма, јас ја пеев колку што може да пеам и после тоа престана да ја свириме. Либи Сол, они беа многу попознати како добри инструменталисти. Нивните живи настави буквално ги оставаа колегите музичари со отворени усти. Гаро беше фасцинантен тапанар. Мислам, секој од југословенските бендови, они стоја бекстејдж тука, дур трае концертот и гледа кој што свири. Гитаристиве го гледа Владко, басистиве Бодан го гледа,
bubnjario je Garo, pa posle toga muaveti kako ova, kako ona, što koristiš, pedali. Цело време за тоа се зборуваше. Бидејќи беше така универзален, беше пеен на српско-хрватски јазик, така се викаше тој јазик, и освен Скопје, и тоа ја привлече целата југословенска тогашна публика. После тоа ние бевме исто така многу неуморни, свиревме многу концерти. И така да тој албум полека се залепи. Значи, се сменија, мене ме беше многу интересно што и новинарите се сменија. Се појавија многу нови новинари кои се сакаат за тоа да зборуваат. Најдобра слика за тој албум ми е има кажано Джибони. Тој тогаш бил фан, 80-те години, веројатно бил тинејџер. И вика, абе, се што до тогаш слушав од нашата поп музика и рок музика, беше окей, разбирливо и прифатливо. Вика, кога вие го објавивте Као Какао, имав чувство дека комета ми влетала низ прозор во мојата спална соба. Тоа е неговата објаснување на албумот. Значи нешто тотално ново, неочекувано, свежо и дрско на некој начин. Колко сати, ја неću да знам, jer nije mi život uvek radostan. Prespati jutro, prespati vek, kako li je tek. Еднаш брацо ми кажа во едно интервју дека Владко беше многу исплашен кога патуваше за Загреб и ги носеше траките, не знаејќи како ќе го доживеат во југото на албумот. Али тоа е вистинската реакција на големиот уметник и големото дело. Секогаш големите уметници, додека тоа не излезе, имаат резерва дали тоа ќе се допадне на публиката. Само одговорни луѓе имаат таков став. Стравувањата беа сувишни и непотребни, затоа што успехот на Као Какао 35 години, тој стравот го демантира и го анулира. Тоа беше стана комерцијален албум. Тука Джаровски, Веливор Джаровски, Джаро. Беше баш кога ја миксавме Као Какао и онака он со мирис на, со сетилозен мирис за успех, вика, ова ќе биде хит. Ова ќе пратиме на Евровизија, тоа се спремаше тие надпревари на југословенско ниво, избор за Евровизија. Ние онака се погледавме, не можевме да се замислиме у таков контекст на Евровизија, Леби Сол да иде. Овој албум беше поинаков, можеби имаше афинитет спрема пошироката публика, малце беше можеби поприфатлив на тој начин. Секако делува као најкомерцијалниот албум на Леби Сол, меѓутоа тоа го сметам во позитивна смисла. Верујте, ја на крај кога чув и текстот и сето тоа беше за мене една голема кулминација на тој албум. Као Какао, поготово песмата, тоа е страшно нешто. И другите песми се одлични, текстови, Вепан Фатал и така дале, Арсен Дедич и сите тие кои учествуваа во тој албум. Мислам дека Мицанов отсвири фантастично тука, тоа нема збор. Джајковски беше креатор на сето тоа, он е еден изванреден уметник, музичар, мора да кажам, кој така не донесе свежа крв, направи тоа на ниво да биде у моментот што се дешава. Приказката беше баш така како изгледаше Југославија од тоа време. Конкретно сум многу задоволен од мојот настап на и моето соло, мислам, единствено, што ми се највеќе допаѓа комерцијален статус као джез музичар, нели? Солото на Чувал ноќ од будник, нешто незаборавливо, мислам, за мене. Па и изуопште и до ден денес, мислам, тоа се тешко повтара.
Тоа беше еден професионален и обработен албум кој си имаше својата комерцијална цел, која многу ни значеше у тоа време. Лебисол пркна тогаш и понатак идевме повторно со вокални албуми како што е Путема, меѓутоа тоа веќе беше се чувствуваше дека не ни личи баш цело време да пееме. Излегува песните стварно добри. В тоа време беа многу популарни. Имавме доста после кој излезе CD-то, овоа албумот, нели? Таму на пролет имавме турнеја низ Југославија. Свиревме, значи по цела Југославија, Белград, Загреб, по неколку концерти, не по еден, него по 5, многи се. И така мислам се осеќав малку и јас славен поред нив, нели? Ама мислам дека сум задоволен од тоа што отсвирев и остана за многу години. Да направиш еден хит може би е очекувано. Ама на тој албум излегува поише хитови. И тоа е она што го прави албумот голем. Мислам, затоа што од која се песмите, се стварно многу добри песни, има многу добри аранжмани, добар звук. И неодамна кога го чув ремастерингот, кога пуштив новата верзија на плочата, стварно се одушевив. Слушнав некои нијанси на аранжмански и продукцијски кои сум ги заборавил. Слушнав некои акустични гитари позади снимени, слушнав некои мандолини снимени на кои не сум им обратил одамна внимание. Благодаречи на Брацо кој сето тоа знаеше да го комплетира и да направи една комплетен звучна слика која стварно морници ми едена. Како бумањот ми го сними, ја кога го слушав сето тој и се понатака, кога го слушав на крај комплетниот микс, ја мислам дека Брацо треба да го направиме споменик. Тоа е многу битно, верујте. Да оно што сакате да го кажете, ви го ослика човек и така дале. Он е пети член на Леби Сол, така да се очекуваш од него такво нешто. Јас сум најголемиот фан на Леби Сол, така да се што ќе го свире мене ми се свиѓаше или не знам, малце поише или помалце, но ми имавме заеднички вкус за музика. Углавно слушавме иста музика, така да одушевување нешто, да се изненадиме од тоа што сме го направиле, не се изненадувавме, мислам, бевме свесни дека ни се свиѓаше тоа што го правиме. Не знам, барем јас така се чувствувам, дека тука сум за да го направиме ова што подобро да звучи. Затоа што на крајот тоа останува. И после многу години, кој ќе се потсетиш музиката го има таа моќ. Буквално да те врати у времето кога си ја слушал таа песна и да те потсети на мириси, на ситуации. Мислам, ние бевме залюбеници у музика, само за музика се зборуваше и за патување. Тој беше привилегиран, он беше на некој начин стално со нас, како петти член, како наш саунд инженер и тонец, меѓутоа снимањето на Као Какао него го формираше конечно и тој водеше своја битка тука и него го направи сериозен саунд инженер. Токму снимањето на Као Какао. Претходно асистираше на други тонци, на Милка Герасимова, која го снимаше албумот Калабалак, тој асистираше и го учеше занаетот. Меѓутоа, он факт е дека имаше привилегирана улога во нашиот бенд. Стално патуваше со нас, Америки и Русии, стално беше тука присутен, на што сум му, се разбира, многу благодарен. Ама сите тие големи проекти се школа не само за него, тука за сите нас.
Vlatko kulminira sa pesmite za taj album. Da na neki način ona sve što se slučuvaše vo taj album, nemaše nijedna loša pesma. To je nevjerovatno, znači jedan album sa svi te dobre pesmi, mada se izdvojio kao i sve to. Vidite, kako publika tako prima, tako i mi i reagirame. Međutim, ja možda da kažem da na svi te pesmi sam dal maksimum, verujte, aranžmanski, ritmički, sve kako to se fokusiraše v jedna energija. To je mnogo bitno, ljudi. Znači, nemate pesma koja, da rečeme se, ako kažete, gledaj se, malo trebamo ovdje kad nešto, ne, savršeno. Mnogo dobro pomina, da. I turnejata koja go sljedeće albuma pomina mnogo dobro. Mnogo dobro. Imamo sportski sali puni na sekade. Mnogo dobro pomina. Mnogo dobro. Ne izvadi od kal na neki način kako band. Ne izvadi od kal. To je album nego produži život od. Imavme puni sali. Nije prethodno беше малце кризно, средина на 80-ти. После тоа тргна сериозно. Реакцијата беше одлична и кај нас, и во останатиот дел од бившата држава. Така што навистина ние веднаш почнавме во живо да го промовираме. Албумот свиревме многу во рамките на бивша Југославија и секаде приемот беше одличен. Сега и доказ за тоа, мислам, де факто доказ беше и таа година имаше Месам, тој познатиот фестивал во Белград, доби награда за албум на годината, песна на годината. У Белград, у Пинки, пуна сала. У Нови Сад, пуни концерти. И тоа не поеден. У Загреб свиревме, сеќавам се баш, у клуб Кулушич, да. Цела недела, значи секој ден. Понеделник, вторник, концерти, сите беа распродадени, се пуно. Значи, тека не у Пула 2-3 концерти, Дубровник 2-3. Из цела Југославија беше тоа стварно убав момент, мислам, конкретно за мене, ја и како млад, нели, и цело Приморје да видиш и да... А публика имаше секој пат беше полно, да нека. Концертите ги правеше Джаровски нешто. Тука беше и он тука доста ангажиран околу таа работа да се направи, да го направиме тоа што по-популарно и така и испадна. И сега, после толку години, се уште, тие неколку композиции, кои што ги свириме тој албум, тоа се 3-4, се осеќа дека ја дигаат атмосферата на концертите. Се покажува формулата дека во се она во кое ќе влезеш со многу страст, со многу љубов, многу посветеност и многу време, нема шанси да не биде успешно тоа. А ние влеговме навистина, беше прашање да се биде или не, како бенд. Тој албум да не успееше, ние ќе бевме у заборав. И ќе се растуревме у истиот момент. Леби Сол тогаш беа респектиран бенд, а од тој момент станаа голем бенд. Од мали сали почнаа да полнат големи сали, а подосна и стадион. Јас и ти сме браќа стари, таква љубов чини пари. Dovoljno je to zapravo što znamo da se negdje sa albuma danas, ako se izdvoji jedna kompozicija, a ne 9 pjesama, kao što je u slučaju albuma Kao Kakao, ili znamo da današnji albumi ili singlovi traju mjesec, 2, 3 mjeseca, jedno ljeto i to je to. Album traje 30 i kusur godina, skoro 40 godina. To je nevjerovatna stvar. I ja se zaista iskreno nadam da će negdje i ove današnje generacije koje se bave muzikom da
da ne trebaju da gledaju to da sa komercijalne strane. To će sad trenutno da mi donese neku popularnost ili da mi donese novac, nego zapravo to treba da ostane nekakav trajan pečat. Drago mi je što je vaka, drago mi je što ne je otišlo sve vo zaborav. Drago mi je кога ова е само потврда дека таа наша енергија и труд што сме го вложиле како млади луѓе се уште е препознаена. И тоа е многу убаво чувство. Мислам, ја кога го добив сега албумот пред некој ден, кога го преслушав заедно со син ми, Јан, си викам, вау, ова звучи добро, многу свежо звучи и секоја чест на овие што направиле ремастеринг у Abbey Road. Мислам, стварно е како комплимент и како награда го доживам ова реиздание на Као Какао. Подсетување, младите ќе чујат, ќе речат, па види ова многу луѓе демек што не ни биле родени кога се појавија Лебисол, па онака зачудено просто со неверување како сте го правеле тоа, како јас им велам многу работа, многу посветеност и многу труд, како и секоја работа што е, поготово кај што има и уметност, каде што си вложи своите чувства, емоциите, музиката делува директно на емоциите. Тоа е незината цел. Разумиjem ja da danas negdje ljudi od muzike moraju da žive, moraju negdje da bude zadovoljena i ta komercijalna crta, ali isto tako moraju i oni negdje da shvate da to što rade mora negdje nekako i da ostane, da generacije koje dolaze isto slušaju tu muziku. Ништо преди, ништо по Лебисол не беше толку големо и значено како тие. Се појавија во втората половина на 70-тите, пленија со својата свирачка умешност, со својата аранжманска подготвеност, со прекрасни композиции, со текот на годините се трансформираа и денеска првата асоциација на музичка Македонија во овој забавниот дел, да не ги заборавиме и фолк легендите, али во оваа популарна музика се сигурно Лебисол. Лебисол не се трага, Лебисол се трагите ги снемува, него се белег, нешто што не може да биде избришано ни со векови. Лебисол се македонски музички код. Мора да се признае дека Лебисол е најголемата група југословенска, поготово македонска, која едукативно делувала овдека. Еве да спомнам да го споменам и Горан Стефан кој пишал текстови фантастични и со Бушата азбука е кулминација на сето тоа што е фундамент на културата на Македонија. Може би ќе звучам пристрасно, меѓутоа морам да кажам дека јас сум прво од дете фан на Лебисол. Значи сум ги слушал уште во основна школа кога почна да се занимавам со музика. Така да, мене ако ме прашате, Лебисол со сиот нивни авторски материјал, јас ги сметнам за најдобриот бенд и во Македонија и во Југославија на сите време.